Добро утро и од мене и добре ни дојдовте во новото издание Магазин, а денеска, како што видовте и од промо најавата, не очекува промоција на новата композиција на Димитар Митровски во соработка со Дамјан Печиновски. Ке го погледнеме и видеозаписот за The Day of Life, зборуваме за инспирацијата, за соработките со колегите, како и идните ангажмани и проекти. Затоа останете со наследните минути. На моје големо задоволство, по подолго време си ми повторно гостин. Добре дојди и ти благодарам што си тука денеска со нас. Добро те најдов, ти благодарам за прекрасната најава и во оваа прилика сакам да ги поздравам сите гледачи на Сител телевизија. Така, ти благодарам и тебе што си денеска тука. Како си периодов? Колку е напорно исполнето со ангажмани времето? Па искрено пробувам да сум добро, со оглед на тоа што периодот имаме многу ангажмани со бендот. Секое слободно време пробувам да го искористам за одмор, така да колку можам се трудам да бидам добро. Така рече со бендот, со Dream Team, да. Си понатаму, работите заедно, точно. бевте на турнеи, на различни настапи, па ете и во Австралија, нели? Да, бевме лани, бевме во април 2024 во Австралија. Претходно бевме за дочекот на новата година 2023 кон 2024 во Америка, така да... Да, веќе одите подалеку, може да се каже, нели, од нашите простори. А ќе одите ли повторно, има ли некои најави за оваа година? Па има најави за 2026 година за во Австралија, ама во некои преговори сме, така да чекаме дефинитивно, се уште не се знае точен термин кога ќе биде турнејата. Така ве прифаќаат таму, верувам, бидејќи ја сакаат, ја слушаат македонската музика и се желни, им фали веројатно. Да, има многу македонци. Нивната поддршка нас многу ни значи, така да се трудиме да му презентираме македонска музика и се надеваме дека добро го правиме тоа. Така, бевте на повеќе места низ Австралија? Па бевме да скоро низ цела Австралија. Сиднеј, Мелбурн бевме, во Волонгонг бевме. Генерално направивме сегде концерти каде што има наши македонци. Така, направивте и во Скопје голем концерт со Dream Team. Да, 25 години јубилеј, 29 ноември во Маната. Концертот исто беше многу успешен. Голема благодарност до сите што не поддржаа и до сите присутни. Да. Тогаш имавте и гости, соработки да, со уште Маријан некои... Коцев беше, Владко Лозановски, Сузана Гавазова и Благој Груевски. Така, значи, за неколку години, за 30 можеби, би се повторило? Ке чекате или во меѓувреме ќе имате... Па се надеваме, можда и измеѓу таа 25 и 30 години ќе направиме уште еден концерт, така да... Добро, да не се чека, значи секогаш јубилеј. Да, се надеваме дека ќе направиме концерт за скоро. Да, ти си познат по соработките, те кажа, нели, на самиот концерт сте имале гости соработници и твоите композиции изобилуваат со други музичари, па така и сега со Дамјан Печиновски. Како се случи оваа соработка? Дали од претходно се познававте, сте соработували или за прв пат сега? Па искрено не се познававме претходно, ние лично не се познававме. Јас за Дамјан Печиновски имам слушано многу, сите знаеме кој каков гитарист е, така да го исконтактирав, имав некоја замисла да ми биде гостин на овој албум, поради тоа што албумот кој што го работам, имам замисла да имам соработници на генерално на сите композиции, така да одлучив оваа композиција да го поканам Дамјан Печиновски, на моје огромно задоволство прифати, ма испратив композицијата, така да почнавме со работа. Мислам дека отприлика негде во мај беше генерално готова, ама поради обврски, настапи, такви работи, дојде време крајот на август да го работиме видеото и сега септември да го промовираме. Да, сега ете дошло време и за промоција, за ете официјално, нели, да се објави. Успеавте некаде досега и во живо да ја отсвирите? Па не се уште, ама се надеваме дека ќе имаме прилика. И тоа би звучело малце поразлично, само хармоника и гитара. Да. Така да се надеваме дека ќе имаме прилика да ја испрезентираме во еден поинаков аранжман. Ти си композитор на Да, јас сум композитор на композицијата и аранжманот е мој. Снимено е во студио Подрумот, кај мојот колега од Dream Team Ангел Кјосев, еден голем поздрав до него. Голема благодарност поради тоа што
композицијата, доколку не беше, тој немаше да звучи вака како што звучи. За видеото се погрижи Дарко Јовановски и неговата цела екипа, еден голем поздрав до Даре, така да се надевам дека на публиката му се допаѓаат сите работи, и аудио, и видео, и изведбата моја, изведбата на Дамјан. Така е, а зошто е пак насловот на англиски? Главниот лик Филип, сакам да го поздравам во оваа прилика, се буди, сваќа дека касни на битен состанок и станува од кревет. Не знам, може валјда спотот го имате гледано. Да, станува од кревет и пробува да стигне, но како излегва од станот, сваќа дека не е среден облечен, се враќа назад, па потоа излегва, влегва во погрешна кола, така да името на композицијата си дојде сама по себе со својата приказна на видеото. Сакаш да прикажеш дел од секојдневието кој што инаку е стресно и се некако во трчање, во брзање. Композицијата е исто така брза и мислам дека аудиото и видеото се совпаѓаат едно со друго, а тоа е најбитно. Ти се случува ли тебе да доживуваш еден ролер костер од емоции секојдневно? Па ни се случува, мислам дека во денешно време на сите. Не можеме тоа да го избегнеме. Со гужвите кои ни се случуваат, со обврска и се пократко и пократко ни е времето во денешно време, така да... Како да успориме, како е малку побавно да се живее според тебе? Па не знам, да се ужива малку повеќе. Па нема, годините ни се валјда тие каде што треба да работиме. Сме уживале во основно и во средно образование, така да... Толку? Да, сега нема назад. Нема толку време, велиш, за опуштање. Добро, и твојата работа нели таква и секојдневно луѓето и те бараат за најразлични и настапи, и веселби, а работиш истовремено или паралелно и на авторска музика? Да, работам и на авторска музика. Работиме со Dream Team константно, значи нашите настапи се низ цела Македонија, така да цело време сме во движење, со возење и се надеваме дека ќе најдеме време во наредниот период каде што ќе одмориме малце. Така, каде се снимаше спотот, ети некои локации да ни спотот се снимаше доловиш? во Александар Палас, се снимаше и на дел, се снимаше и на Рекорд, така да во Александар Палас се снимаја во две простори. Едната просторија е каде што сме јас и Дамјан сами, другата е во просторијата за состаноци, така да има повеќе локации. И низ Скопје е прикажано во спотот, така да таа цела идеја е на Дарко Јовановски. Тој ги избра и локациите, и го замисли спотот и јас сум искрено многу задоволен. Да, метежот го доловивте. Да, рекорд, или како што кажа. Е асоциација за тоа, па може да го погледнеме видеозаписот во продолжение и да прокоментираме уште малку околу него. The Day of Life следува.
Така го погледнавме и најновиот видеозапис за композицијата The Day of Life на Димитар Митровски, премиерно за прв пат во магазин. Драго ми е што е токму кај нас ете промоцијата, ексклузивно зборуваме за тоа. Па уште малку би те прашала околу самиот спот, бидејќи гледаме дека и ти глумиш, и ти имаш одредена улога, па има и други актери, актерки. Јас сум тој што треба да му го потпише битниот документ на Филип, ама за жал не успеавме поради тоа што го загина тој битен документ и не стигнавме до таа цел. Сакам да ги поздраваме веќе, ја поздравам Ангела Апостоловска, поради тоа што на моје задоволство прифати да биде дел од мојот видеозапис. Моите колеги што се дел и од аудиото, Гоце Елиоски на ударни инструменти, веќе се го поздравам многу. Тој исто дел од Dream Team, Ангел Ќосев на клавиатури исто дел од Dream Team. Без нивната поддршка мислам дека не можам да го правам ова како што треба. Така му благодарам премногу и на цела екипа од Dream Team што ме поддржуваат максимално и ми даваат еден ветер во грб да творам, да компонирам моја авторска музика и се надевам дека успешно го правам тоа и ќе продолжам. Исто така и другите колеги да ги поздравам, Радко Дутовски на конги, исто и Бока Конга да го поздравам. И Горан Гешовски на бас гитара и Дамјан Печиновски. Така е, цела една убава екипа собрана на едно место. Главниот лик беше Филип, така тој е професионален актер? Да, Филип е од Велес, работи во театар, така да си го поздравиме премногу. Да. Ја изигра улогата баш како што Даре замисли, сите сме задоволни. Да, имаш да најавиш и нешто следно што би правел, така веќе имаш замислено и нова композиција. Да, како што спомнав, веќе новата композиција ми е при крај. Исто и таа ќе биде во соработка со мојот колега од Dream Team Александар Ангелов. Така да се надевам дека пред нова година ќе успееме да ја промовираме, да биде завршено и аудиото и видеото. Полека јас ја привршувам музиката. Па после тоа ќе влеземе во студио да работиме и се надевам и сакам да биде пред нова година завршена цела композиција и да ја промовираме. Така ќе биде нешто повторно брзо, динамично или нешто исто во овој стил, значи цел албум ќе се движи во оваа насока, нешто така помодерно со латино призвуци. Може нема да биде скрос исто како ова, ама во тој правец, во тој стил ќе биде. Така, што ти е пак таму инспирацијата? Па, секогаш имам различни инспирации. Искрено, некогаш си се запрашувам и самиот како е возможно тоа. Ќе земам хармониката и со цел за да направам нешто. Лежејќи ќе ми дојде некоја идеја музичка, ќе земам хармониката, таа една фраза ќе дојде и друга и се формира една цела композиција. Ама тоа го снимам и сакам да го слушам, да видам дали е како што треба, поради тоа што секогаш првата идеја ќе ја смениме. По некое време кога ќе ја слушаме, сваќаме дека може да биде скроз поразлично од тоа, ама битно е првата идеја да биде како што треба и да биде снимена за да ја запамтиме. Знае ли уште некој да ги преслуша сите твои композиции пред да бидат објавени? Да даде совет или да каже што мисли, дали те интересира пред да... Па генерално знам да го пратам на татко ми да сакам да слушнам негово мислење што мисли. Така да генерално мислам дека во последните 2-3 години не го разочарувам, не дека претходно сум го разочарувал, но од мојата прва идеја е генерално тој задоволен и не сменувам многу. Така, интересно е и тоа што кажа дека некогаш знае сосема спротивно, сосема различно да излезе продуктот од оно што си го замислил. Да речеме, ако си замислил да звучи брзо, дали ти се случило некогаш да сепак сакаш нешто побавно, зависно од тоа како се чувствуваш? Или ритамот и брзината и динамичноста останува сепак? Па генерално, колегите што ми свират, кои претходно ги спомнав, тие се дел и од претходните композиции, Live Harmony, Кабарет. Генерално сакам, кога ќе ја завршам композицијата, на сите поединечно да му испратам, да слушнам нивно мислење и генерално, искрено да кажам, не му сменувам на Гоце многу.
Гоце е еден музичар што е многу наслушан музика и години се занимава со тоа и така да Гоце е тој што точно знае што сакам и како сакам, така да од прв момент кога ќе ми исвири нешто ме задоволува со тоа, така да генерално секој од музичарите си дава некои нивни придонеси кои на крајот композицијата ќе ми ја разубава. Да, секој има свој удел, значи Да, сепак ги точно. слушашете и тугите желби. Да. Кога е бендот во прашање, го имали некој главниот збор или за избор на музика, на композиции што ги свирите на вашите настапи или сето тоа заеднички се договара? Па генерално ние свириме свадбени прослави. Тој прв дел од свадбата е стандарден, генерално стандарден и желбите си ги кажуваат искрено младите. Значи одиме по тоа како сакат тие, така правиме ние. Значи тоа што сакат младите, ние тоа му свириме. Да, паметиш ли некои анегдоти, интересни ситуации Па од вашите настапи, нешто што ти останало во сеќавање? Па има многу анегдоти, не можам сега конкретно никоја да одвојам, така да многу се, искрено се многу. Например, дали од страна на младоженецот или невестата нешто што ќе ви побараат, или роднините, или некоја песна што вие не сакате да речеме да ја свирите, или пак... Па искрено нема песна што не сакаме да ја свириме. Искрено сакаме се што е добро да одсвириме, така да немаме генерално со тоа проблем. Свириме се што е добро. Во странство исто кога одите, исте репертуарот или повеќе, да речеме, кога сте, например, во Австралија, во Америка, бараат патриотски, родолюбиви песни? Па генерално ги свириме тие патриотски песни македонски, значи повеќе од 95% Да. од репертуарот се македонски, а српски песни ретко се случува да свириме. Генерално сме и ние бенд каде што по свадби свириме многу повеќе македонска музика, поради тоа што Dream Team има познат. авторски песни кои се многу слушани и барани, генерално ги бараат тие наши песни. Така да си презентираме генерално наша авторска музика. Така, а кога се работи за оние стари изворни македонски, што најчесто сакаат да слушнат, што ви бараат? Па бараат се искрено тие што се песни кои на некој начин ја презентираат македонската традиционална музика зајди, значи без тие песни генерално не се поминува. Така да се не можам конкретно да кажам кои се баш тие 5 најслушани, да, значи но... генерално ги бараат сите што се така. стари македонски песни, ние сме тука да му исполниме таа желба. Бидејќи сме и при крај на емисијата, ви те прашала и околу соработката со Стивен, да ни раскажеш нешто накратко, затоа што ќе ја слушнеме и во продолжение таа композиција со спот. 7 или 7/8 исто? 7/8, да. Таа композиција мислам дека е пред 2 години, на 2023 летото снимена. Музиката е на Славе Наумовски Чапче, значи пола е негова, пола е моја. Значи првите неколку фрази се негови, наредните од композицијата се мои. Иначе Славе Наумовски Чапче е кларинетист од Битола, познат кларинетист во Битола, каде што јас сум свирил со негово игрорна во културно-уметничко друштво Илинден и го почитувам премногу и сум научил многу музика од тој човек и му благодарам за тоа што ни дозволи да ја отснимаме таа негова композиција. А Стивен е од Австралија? Стивен е од Австралија, да, еден голем поздрав до него. Таму или тука се сними аудио? Тука се сними аудиото и видеото. Се беше тука, да. Да, Стивен беше вратен во Македонија 2023 и успеавме да сработиме и аудио и видео. Да, и бидејќи излезе успешно. Така е, знам дека си одел нели во Австралија, па велам да не е... генерално тука се случуваше се. Така. Да, ќе го погледнеме и во продолжение за самиот крај, за да се подсетиме и на нешто од порано. И те чекаме повторно на промоција, секако, како што кажа, за новата композиција, која што веќе ја имаш започнато, нели се чека да Ви ја завршиш благодарам веќе, за поддршката кој ми ја давате секогаш, така да се надеваме дека пред Нова година, како што кажав, ќе испромовираме и новата композиција.
Така, ти благодарам уште еднаш за гостувањето, а ние продолжуваме со 7К7 осмини на Димитар и Стивен. Се гледаме и утре во 10 часот наутро. Од мене довидување.